Почитувани граѓани, почитуван градоначалник, колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 59 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам 6-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 14 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. За дневен ред на 6-та редовна седница ги предлагам следниве точки. Точка број 1 предлог буџет на општина Валандово за 2022 година. Точка број 2 предлог план на програма за развој. Точка број 3 предлог одлука за извршување на буџетот на општина Валандово за 2022 година. Точка број 4 предлог буџетски календар за 2022 година. Точка број 5 предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2022 година. Точка број 6 финансиски план на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2022 година. Точка број 7 предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Валандово за 2022 година. Точка број 8 предлог програма за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2022 година. Точка број 9 предлог програма за поставување на урбана опрема во општина Валандово. Точка број 10 предлог деловник за работа на партиципативно тело за урбанистичко планирање. Точка број 11 квартален извештај за работењето на јавното претпријатие Комунални сервис Валандово за период 1.1.2021 година до 30.6.2021 година и за период 1.1.2021 до 30.9.2021 година. Точка број 12 предлог програма за работа и развој на јавното претпријатие Комунален сервис Валандово за 2022 година. Точка број 13 предлог програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Валандово за 2022 година. Точка број 14 предлог програма за работа на ТПП Валандово за 2022 година. Точка број 15 предлог програма за млади на општина Валандово за 2022 година. Точка број 16 предлог програма за работа на Советот на општина Валандово за 2022 година. Точка број 17 предлог одлука за прифаќање на донација од државна видеолотарија Австрија Касинос ДО Скопје. Точка број 18 предлог одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив и на фирма и назначување на ликвидатор на јавното претпријатие Астра Луна Струмица. И точка број 19 предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на општина Валандово. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, дневниот ред го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоен предложениот дневен ред. Пред да премине со работа по усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записникот од 5-та редовна седница. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, записникот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоен записникот од 5-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред. Точка број 1 предлог буџет на општина Валандово за 2022 година. Најпрво ќе дадам збор на раководителот на секторот финансии, госпоѓа Марија Повели. Благодарам председателя. Благодарам председателя, почитувани советници, почитувани граѓани. Буџетот на општините годишен програм приходи добри приливи и одобрени средства, го вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми, буџетот на самофинансирачки активности. Согласно Законот за финансирање на единици на локална самоуправа и Законот за буџет, општина Валандово изготви предлог буџет за 2022 година по вкупен износ од 234.011.277 денари. Тој се состои од основен буџет
од 83 милиони 505 илјади 324 денари, буџет на самофинансирачки активности во износ од 8 милиони 839 илјади денари, буџет на дотации 129 милиони 645 илјади 953 денари и буџет на донации 12 милиони 21 илјада и буџет на кредити за кои што за 22 година нема планиран износ. Предлог буџетот на општината се состои од општ посебен и развоен дел. Општиот дел содржи консолидиран биланс на приходи, биланс на тековно оперативни расходи, биланс на капитални расходи. Во билансот на приходи на нивосна ставка се содржани сите избори на приходи за финансирање на општината и на општинските буџетски корисници, групирани во 4 категории: даночните приходи, неданочни приходи, капитални приходи и трансфери и донации. Планираните приходи на основен буџет се распоредени во категории, тоа даночни приходи во износ од 24 милиони 941 илјади денари, неданочни приходи во износ од 2 милиони 180 илјади денари на основен буџет, вкупно 11 милиони 19 илјади денари, капитални приходи во износ од 29 милиони денари, кои што се приходи од продажба на општински имот, планирани приходи од продажба на општински имот и градежно земјиште за сопственост на државата, приходи по основ на надоместок за концесии, надоместок за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, како и приходи за издавање под закуп на земјоделско земјиште. Трансферите и донациите се планирани во износ од 20 милиони 507 илјади 404 денари. Трансфери од буџет на фондови, тоа се средствата кои што се трансферираат според Законот за јавни патишта од Агенција за патишта и дотацијата на приходи од ДДО за 22 година, која што оваа година извесува 22 милиони 657 илјади 404 денари. Планирани приходи на општинските буџетски корисници, блок дотациите се во вкупен износ од 123 милиони 45 илјади 953 денари, од кои за детска заштита 15 милиони 935 илјади денари, основно образование кој ги вклучува двете основни училишта 76 милиони 400 илјади денари, средно образование 24 милиони и 500 илјади денари и култура 6 милиони 210 илјади 953 денари. Наменската дотација за противпожарна, за исплата на плати и надоместоци за вработените во противпожарна заштита е 6 милиони и 600 илјади денари. Општинските буџетски корисници остваруваат сопствени приходи кои што се планирани во буџетот на самофинансирачки активности, изнесуваат 8 милиони 839 илјади денари. Приходи од донации се планирани во износ од 12 милиони 21 илјада денари, 500 илјади за домот на културата, 2 милиони 211 илјади денари од страна на Средното основно училиште Гоце Делчев и 8 милиони 550 илјади денари од страна на буџетскиот корисник Основно училиште Јосиф Броз Тито. Планирањето на расходите согласно со надлежностите на општината за 2022 година се планирани по корисници, програми и подпрограми. Во програма А0 АО Советна општина се планирани расходи во износ од 7 милиони 520 илјади денари. Во програма ДО градоначалник се планирани 2 милиони 620 илјади денари. Во програма Д1 местна самоуправа се планирани износ од 170 илјади денари. Во програма Е0 општинска администрација се планирани 22 милиони 194 илјади денари. Во програма ЕА капитални трошоци на општината се планирани износ од 50 илјади денари. Во програма Ф1 урбанистичко планирање се планирани 2 милиони денари. Во ФА уредување на градежно земјиште се планирани 2 милиони 850 илјади денари. Во програма Г1 локален економски развој се планирани 1 милион 604 илјади денари. Во програма Ј3 кој што ги вклучува планирани средства за исплата на сметки за струја за улично осветлување и тековно оперативни расходи за одржување и функционирање на систем на јавно осветлување се планиран износ од 7 милиони 942 илјади денари. Во програма Ј4 јавна чистота се планиран износ на средства од 1 милион и 200 илјади денари. Во програма Ј6 одржување и заштита на локални патишта што се планирани 300 илјади денари, што вклучува поставување на хоризонтална вертикална сигнализација, зимско одржување и слично. Во програма Ј8 други комунални услуги се планирани 1 милион денари, 900 илјади денари за дезинсекција, дератизација и дезинфекција на населените места и градот и 100 илјади денари за лов, третман и сместување на кучиња скитници. Во програма Ј2 изградба и реконструкција на локални патишта е планиран износ на средства од 20 милиони 467 илјади денари.
2.850.000 денари од развојната програма донесена од Советна општина за изградба на улици и патишта во градот и населените места и 17.617.000 денари за реконструкција и изградба на улици и патишта во населени места и град Валаам. Во програма ЈИ изградба на системи одведување и пречистување на отпадни води се е планиран износ од 300.000 денари. Во програма ЈН урбана опрема капитални расходи се планирани средства од 1 милион денари. Во програма ЈЛ други комунални услуги е планиран износ од 500.000 денари. Во програма ЈМ паркови и зеленило планирани се средства во износ од 1 милион денари. Во програма К4 културни манифестации и творештво планирани се средства во износ од 4 милиони и 70.000 денари за културни манифестации, за манифестација Фолкфест Валандово Ракијада и услугите кои преслегуваат за културните манифестации. Во програма КА капитални расходи во култура е планиран износ од 500.000 денари. Во програма ЛА капитални расходи за спорт и рекреација се планирани средства во износ од 4 милиони 130.000 денари. Во основен буџет во програма њО планирани се средства за финансирање на текуното работење на противпожарната територијалната противпожарна единица во износ од 1.788.000 денари. Во програма ЛО заштита и спасување се планирани средства во износ од 200.000 денари и програмата Х1.0 родова еднаквост се е планиран износ 100.000 денари. Планираните расходи на општинските буџетски корисници ќе ги прочитам, значи за сите во програма К1, К2 и К3 од Домот на култура 25 мај се планирани расходи во износ од 7 милиони 110.953 денари. Во програма на 1 основно образование, која ги опфаќа двете основни училишта, се планирани вкупните расходи изнесуваат 86 милиони 440.000 денари. Во програмата на 2 средно образование, вкупните расходи изнесуваат 27 милиони 571.000 денари, а во програма В1 детски градинки се планирани расходи во износ од 22 милиони 24.000 денари и во програмата њО противпожарна заштита се планирани расходи во износ од 6 милиони 600.000 денари. Расходите планирани во подпрограми се содржани во посебниот дел на буџетот што го имате во прилог на материјалите. Благодарам. Благодарам, Марија. Отварам расправа по првата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Повели колешка Валентина. Благодарам, почитуван председателе, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани присутни, почитувани граѓани. Со моја кратка анализа од податоците од предлогот буџетот за 2022 година, со податоците од буџетот од претходната година, дојдов до констатација дека при подготовката на буџетот за 2022 година се почитува начелото на економичност и рационалност во трошењето на буџетските средства со голема фискална одговорност, добро буџетско планирање и извршување преку дефинираните програми и транспарентно планирање и искористување на капиталните расходи, како и дисциплинарно буџетска потрошувачка, без да се наруши нормалното функционирање на буџетските институции. Буџетот на општината, согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и Законот за сметководствено работење за буџети, се разликува од останатите буџети и представува планиран паричен тек, каде што одливите ги представуваат расходите, додека приливите ги представуваат приходите на буџетот. Планирањето на расходите согласно надлежностите на општината за 2022 година се планира по корисници, програми и подпрограми. Буџетот во последните години беше развоен со големи капитални инвестиции и изградба во инфраструктурата. Таков со уште поголем развој ќе биде и буџетот во 2022 година. Благодарам. Благодарам, колешке. Дали има некој друг за збор? Колешката Јулија, повели. Добар ден на сите присутни, почитувани граѓани. Како координатор на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, сакам да ги известам за тоа што денеска не можат да го слушнат од самиот предлог буџет на општина Валандово, тоа е поднесените амандмани кои што ние од наша страна
Значи од партијата ВМРО ДПМН и од коалицијата ги поднесовме до председателот на Советот на општина Валандово, кој што помина на самата комисија за финансирање и беа експресно неусвоени од членовите на СДСМ. Мислам дека пред да почнам да ги кажувам самите амандмани, најбитно е сите наши лични интереси, наши лични афинитети, кога станува збор за доброто на луѓето, да ги тргнеме на страна и тука сме да делуваме за народот, затоа што ние сме тука од народот. Значи, избирани сме како представници за да ги решаваме проблемите нормално во чекор, во еден по еден, затоа што сите проблеми не можат да бидат решени. И да покажеме дека можеме да ги надминеме и да се надминеме самите себе и да им покажеме пркус на предрасудите кои што ги имаме воспоставено во самиот систем на живеење, да кажеме. Овие амандмани кои што се поднесени од самата од ВМРО ДПМН и од коалицијата представуваат амандмани кои што се од суштинска важност како за општината, така и за нас, нели, нормално, граѓаните. Ке одам еден по еден амандман да ги прочитам и би сакала да се развие една дискусија во која што сите советници би кажале зошто се или зошто се против или нели зошто би требало да бидат прифатени, иако нема да се најдат на самата седница, убаво е да се развие една убава дискусија. Прв амандман кој што беше поднесен до председателот на Советот на општина Валандово, господин Владимир Марков, во програмата ЛА да се дополни со изградба и реконструкција на објекти со точка набавка и градување на современа еколошка и енергетски ефикасна опрема за загревање и ладење на спортска сала Филип II Македонски во Валандово со рок на изvedба јуни 2022 година. Образложение на самиот амандман е дека долги години спортската сала Филип II Македонски во Валандово е без опрема за грејење и ладење, а со оглед на тоа дека нашите деца во салата ги изведуваат часовите по физичко и здравствено образование, од исклучителна важност за здравјето на учениците е да се реши ова прашање. Со амандманот се предлага да се обезбедат средства во висина од 1.500.000 денари за набавување и поставување на топлинска пумпа за грејење и ладење. Следен амандман кој што беше поднесен од советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата е да се дополни програмата ЈД реконструкција на улици и патишта со точка, уредување на пешачка патека и нејзино осветлување во населено место Мрвинци со рок на изведба мај 2022 година. Долги години жителите на оваа населено место се во исклучително подредена улога по однос на оваа битно прашање за нив, бидејќи се започна со градење и реконструкција на многу улици и патишта и пешачки патеки во повеќе населени места и со право жителите на оваа населено место бараат конкретен рок за отпочнување и уредување на пешачка патека и нејзино уредување, со што значително ќе им ги подобри квалитетот и животот во оваа населено место, а исто така и самите деца ќе можат безбедно да се движат. Предвидено е самата пешачка патека да има должина 1,5 километар и да биде ширина со 1 метар. Средства кои што треба да се обезбедат се 2 милиони денари. Следен амандман во буџетот на општина Валандово, предложен од советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, е реконструкција на младинскиот дом во населено место Собри со рок на изведба јуни 2022 година во програмата ФА да се дополни со изградба и реконструкција на објекти со оваа точка. Самите жители на ова населено место се во исклучително подредена улога по однос на ова битно прашање и со право жителите на оваа населено место бараат конкретен рок за отпочнување на реконструкција на нивниот дом, со што значително ќе им се подобри квалитетот на живот во поглед на културниот и забавниот живот на оваа населено место. Со амандманот се предлага да се обезбедат средства во висина од 150.000 денари за опремување на една просторија која што ќе биде опремена со ламинат, да се направи таванот, да се стави врата и да се стават прозорци. Следен амандман кој што беше поднесен кон предлог буџетот на општина Валандово
за 2022 година од советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата е во програмата ФА да се дополни точката изградба и реконструкција на објекти со подточка реконструкција на дел од младински дом во населено место Јосифово со рок на изведба јуни 2022 година. Со амандманот се предлага да се обезбедат средства од висина 1.100.000 денари, 1.100.000 денари за замена на покрив и поправка на постоечка столарија кој што ги има во самиот младински дом. И последен амандман кој што беше поднесен од советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата е во програмата ЈД да се дополни со реконструкција на улици и патишта. Значи, точката е изградба на улица Топли Леј во село Удово со рок на изведба мај 2022 година. Со овој амандман се предлага да се обезбедат средства во висина од 3 милиони денари за ископ, тампонирање и асфалтирање на улицата. Од самиот представник за финансии од општината ни најдоа забелешка дека во самите амандмани не сме ставили од која ставка ќе се одземат, значи пари за да се додадат во овие програми. Јасно тоа одговорив дека ние побаравме кои програми, односно кои програми, планови и програми се планирани во самите капитални расходи, затоа што дел од објаснувањата и дел од програмите содржаа само која сума на средства имаат испланирано, а всушност не е дадено за што ќе се потрошат самите средства. Бидејќи ова ме е процедурално, потоа ќе се јавам за збор. Процедурално? Добре, јас мислам за збор се јавивте, но не е проблем. Процедурално. Повели градоначалник. Благодарам, председавач. Почитувани советници, почитувани граѓани, се обидовме во текот на овие 2 месеци, без разлика што годината беше изгорна, да ги запазиме сите рокови и да ги вклучиме сите граѓани во носењето на буџетот на општина Ландово за 2022 година. Советничката Тушевска, бидејќи на крајот од нејзиното излагање рече дека се јавило процедурално, а вие прашавте кој е за збор. Јас уште на старт, значи, ги кажам каде самите вие денес ги погрешивте процедурите при поднесувањето на вашите амандмани. Не е проблем што ги поднесовте толку касно, без разлика што председателот на Советот убаво ги потенцираше дека ако може да ги поднесете порано, за да може да бидат и разгледани. Тоа е апел доказ со народ речник дека вие се обидувате само да внесете овде гол популизам и политиканство. Јас мислам дека и на крајот знам како ќе гласате, иако и на претходната седница ве повикав сите заедно да го донесеме буџетот на општина Ландово и да бидеме конструктивни. Ние навистина конструктивно се однесуваме до секој од вас, цела општинска администрација која што работи на подготовка на Советот на општина Ландово и со така и одделението за финансии во неколку мејлови кои што вие ни ги испратите и одговори дека ви стои нон-стоп на располагање за било каква консултација. Вие продолжувате повторно на некој начин, може да дефинирам недругарски, да се однесувате и не граѓански. Ние навистина сметаме дека тоа време во општина Ландово треба да биде минато, едноставно треба да воспоставиме директен диалог и соработка и да носиме одлуки исклучиво во интерес на граѓаните, но доколку тоа е ваш начин на комуникација, ние ќе се прилагодиме конкретно со вас и на тоа и ќе ви одговараме. Сега, каде вие ја погрешивте процедурата, значи кога се поднесува амандман, мора да, бидејќи буџетот е план на приходите и расходите, одредена сума на средства, за да не биде сега вашето, апсолутно е така,
сами вие си направите да биде така, е апсолутна желпотека, бидејќи мора да кажете од која страна ќе ги обезбедите приходите за она што сакате да има расходи, односно трошење во буџетот на општина Валандово. Вие тоа го немате, имате, значи, само расходна страна во амандманите, приходна страна немате. Тоа што го побаравте вчера на мейл, беше да ви бидат доставени капиталните расходи, а конкретно на вас, за да имате квалитетен и издржан амандман, кој што треба да биде прифатен, мора и ви требаат приходните, односно моментите во буџетот од каде ќе бидат собрани средства за вие да ги направите тие трошења. Така да затоа ви кажувам конструктивно доколку се договараме, конструктивно доколку комуницираме, тогаш граѓаните ќе имаат полза. Јас на претходната седница реков, цело време ви го потенцирам тоа, дека ние, посебно јас како градоначалник, сум градоначалник на сите граѓани на општина Валандово и во креирањето на буџетите, имајќи ги пред сите законски измени кои што се прават последните 3-4 години, треба да учествуваме заедно, бидејќи буџетите се креираат на реална основа. Ние немаме потреба граѓаните да ги замајуваме со амандмани, со зборови и со слично. Граѓаните ги гледаат нашите дела и нашите резултати. И мислам дека тие се многу видливи. Во конкретниот случај, бидејќи ги поднесовте пред некаде од прилика половина час, можеби час амандманите до Советот на општина Валандово, јас ќе ви кажам дека сите тие амандмани се вклучени веќе во буџетот на општина Валандово, освен можеби реконструкцијата на културниот дом во Јосипово, која што е поголем зафат и за кој што сите заедно наредниот период ќе направиме анкета што ќе правиме со старите домови, кои што не се наоѓаат само во Јосипово, имаме таков дом и во Удово, што е најдобро, за да ги направиме да бидат во функција, бидејќи ние можеме и да ги реконструираме, но потоа те треба да бидат функционални, а не уште првиот ден да одат во процес на амортизација. Уште во претходната година, тоест оваа година што изминува, тоа ќе зборувам сега амандман по амандман. Реконструкција на улици и патишта е вклучена во пакетот во Марвинци поради ред објективни причини. Се уште не е распишана јавната набавка, но тоа ќе биде еден од проектите кои што ќе се реализира следната година во општина Валандово. Мислам, навистина, амандманите кои што ги имате поднесено се добри и заеднички интерес на сите нас, како граѓани пред се на општина Валандово, да ги решиме тие проблеми. И навистина јас содржината на амандманот и на трошењето кои што ги барате, не ги спораме, се апсолутно добри и сите, за јас ви гарантирам дека 4 од вашите амандмани ќе бидат одма на реализација во тековната 2022 година. Веднаш. Пошто не е само ние да правиме популизам, дел од работите може да се изведуваат во 2022, но плаќањата да се случуваат во буџетот во 2023. Затоа цело време инсистирав уште на старт да бидеме конструктивни и да имаме конструктивен диалог и тогаш немаме потреба ние да го трошиме времето и наше и на граѓаните во прекупување. Туку баш ќе бидеме општина за пример, која што ќе покаже дека заеднички се грижи за интересите на граѓаните. Поради тоа што да не забораваме, ние сме пред се граѓани, а потоа функционери. А над месец дена граѓаните испраќаат предлози до Советот на општина Валандово. Голем дел од амандманите кои што вие ги испратите се повторија, например конкретно за Марвинци. Освен пешачката патека, во Марвинци ќе започнат градежни активности и на нова улица, која што ќе се случува. Во Собрин ние веќе започнавме таму пред 2 години, мислам дека беше од прилика со реконструкција на кровната конструкција на домот и сега ќе следи нова фаза, дори и средствата кои што висината на средства кои што ги барате тука е мало, мислам дека ќе треба да бидат потрошени повеќе средства, но за тоа поделението за урбанизам ќе направат квалитетна предмет пресметка. Сакам да ви кажам дека и овој ваш амандман ќе види реализацијата во тековната, во следната година, која што ни следи,
2022 и на некој начин без разлика колку и да не бие нели по прописи поднесен амандманот, навистина реализацијата и вашата цел ќе биде постигната. Мислам дека тоа ви е клучно да биде реализацијата. Следната година заедно ќе следиме дали се реализираат овие ваши амандмани или не. За Младинскиот дом ви реков, во текот на наредната година ќе отвориме широка дискусија со граѓаните, за да видиме со тие стари објекти кои што ги има општината, како да ги направиме функционални. Ние пред изградбата на детската градинка во Јосифово дури размислувавме за адаптации и слично, бидејќи тоа се направи нели со детската градинка во Брајковци, со објект кој што го имаше општината, така да доправа ќе дискутираме, и тоа станува збор за многу голема инвестиција, не се работи за инвестиција со... Вие сте за изградба и реконструкција на дел од Младинскиот дом, тоа е навистина многу малку средства. Се тие за да го направиме домот во Јосифово функционално. Потоа имаме улица во Удово, Топли леи, и тоа ќе биде вклучено во следната програма. Сигурно сте информирани дека во текот на наредната година неколку пати ќе гласаме и улици. Која улица, која ќе биде правена, значи во текот на самата година ќе ги дефинираме приоритетите, но нашиот пристап е да се гради во секое населено место подеднакво. Дури изминатата година имавме населени места кои што речиси комплетно ги покривме со патна инфраструктура, како што беше Чалакли, сега ќе привршуваме во Дедели комплетно, ни фалат улици за цело населено место да има. Ќе следат Калково, Балинци, улицата во Удово и во Марвинци. Тие се за следна година уште сега до Советот отпорачувам, бидејќи мораме рамномерно да гледаме. Имаше можеби некогаш негодување кога се гласаше само Брајковци, но еве сега Брајковци е друго населено место од тоа што беше пред година-две. Така да сите населени места и сите граѓани од сите населени места плаќаат данок во општина Валандово и сите треба да имаат еднаков третман, а не да имаме граѓани од прв и граѓани од втор ред, бидејќи Валандово, Пирава, Јосифово и Јудово беа една перспектива, а над 10-12 населени места нема асфалт во Валандово. Една улица во нив не беше асфалтирана. Така да тоа се наоѓа и до близу, во моја близина, тука и советникот од Удово, ќе биде проект кој што ќе биде реализиран. И за спортската сала во Валандово, исто така ќе започнеме со обновување и реконструкција, бидејќи многу е амортизирана, а исто така и многу користена. И сакам да ви најавам дека следната година ќе започнеме и со реконструкција на терените во Валандово, Пирава и Јосифово, училишните терени кои што се на училиштата, кои што ги добијат нови современи подлоги. Сега јас не сум стручен по моментот за да кажам се, но многу брзо, значи уште на стартот на годината ќе им помогнеме и на училиштата, за да им понудиме на граѓаните уште подобри услови на терените кои што припаѓаат до училиштата, а ги користат сите граѓани. Само уште неколку забелешки, сега не се процедурални, но бидејќи нели советничката Тушевска направи оваа дискусија процедурална, да кажам дека буџетот на општина Валандово навистина е правен реално. Пренесуваме и голем дел поврски, немаме потреба ние тоа да го зацкриваме. Значи, навистина се трудиме максимално транспарентно да кажеме што правиме, што сме правиле, што ќе правиме понатаму. Дел од проектите се уште се реализираат, а се започнати и ние мора исплатата да ја планираме во 2022 година, како што е реконструкцијата на фудбалското игралиште во Пирава. Во една јавна набавка беа улицата во Пирава, која што се работи во моментот, и Дедели, значи тоа ќе биде едно плаќање, која ќе заврши комплетно и улицата во Пирава. Поради продолжување на договорот не е започната се уште реализацијата на проектот, мислам дека многу брзо ќе започне за промена на тротоарските површини на улицата Моше Пијаде во Валандово, значи тоа ќе биде плаќање
во следната година, но немаме потреба да бидеме навистина сакам да бидеме конструктивни едни со други, бидејќи граѓаните се доволно паметни сами да одлучат на кој начин ги менаџираме општинските средства и каде ги насочуваме јавните финанси, кои што не припаѓаат ниту на мене, ниту на вас, туку припаѓаат на сите граѓани. Значи, општина Валандово, аз ви гарантирам дека изминатиот период гради и исклучиво по приоритет и по гласот на граѓаните. И вашите проекти што ги предложивте денес се апсолутно гласот на граѓаните. И ние ќе ги реализираме, ви реков 4 од нив, кои што и тоа ќе биде наш заеднички успех. Ние така треба да гледаме на работите, бидејќи не сме противници. Јас уште еднаш пред да се премине на гласање, ќе апелирам сите советници да го поддржат буџетот на општина Валандово за 2021 година, но според тоа што цело време се напаѓаме, на вистина цел процес на креирање на буџет го правиме транспарентно и да комуницираме меѓусебно, ќе видите, нели зборувам за од ваша страна, ќе видите дека сите документи најчесто општина Валандово ги закачува и на својата веб страна, значи ги прави јавни и затоа општината и напредува на полето на транспарентноста, бидејќи немаме потреба ние да не е вистински механизам на функционирање на една општина. Освен овие проекти, морам да ви кажам, за да знаете, вчера беше објавена јавна набавка за улицата може би јаде во Јосипово, практично поврзување на Јосипово со Калково од страна на Министерството за транспорт. Голем дел од проектите кои што се реализираат во општина Валандово се финансирани преку други нивоа на власт, како што е конкретната улица. Преку транспорт и врски пред 2 години, ние како општина Валандово имаме добиено некаде околу 800.000 евра за улици и ова е прва улица која што ќе правиме со тие средства. Значи, за следната година ќе ни остава регионалното поврзување тука од Валандово до регионалниот пат, улицата во Горна Мала, Балинци, која што ќе биде финансирана преку транспорт многу брзо и затоа ќе има јавна набавка. Потоа имаме улицата која што продолжува од Јосипово до Горна Мала, кај што е на половина. Значи, голем дел, сакам да ви кажам дека од проектите кои што ќе се реализираат во општина Валандово, доаѓаат од други нивоа на власт, кои што, пак ќе кажам, сите заеднички придонесуваме за тоа и вие како советници и ние како општинска администрација. Јас навистина процедурално ве замолувам да бидеме конструктивни. Јас ги прифаќам вашите амандмани, како и да се поднесени, и истите пред цела јавност кажам дека ќе бидат реализирани, освен реконструкцијата на Домот на култура во Јосипово, уште следното 2022 година. А инаку, амандманите не би беа поднесени онака како што треба. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој за збор по првата точка? Колешката Јулија повели за збор, така? Да. Добре, повели. Овака, јас прво би сакала да прашам за посебниот дел, ниво ставка што е за локален економски развој. Претходниот буџет имало предвидено 10.593.000, а сега има предвидено 1.604.000, што пишува дека се само за плати за детскиот центар. Зошто во оваа ставка скоро 9 милиони не достигаат, ги нема во самиот буџет, сигурно се прераспределени на други ставки. При тоа мислам дека во голема мера треба да има баш во оваа ставка, затоа што тука се утврдува финансирањето на малите и средните стопанства, односно стопанствениците, и всушност сакам да прашам дали општината има направено план и програма како ќе се привлекуваат предпријатијата
значи предпријатија, се со цел за да може да дојде до отварање на нови работни места, односно да се намали невработеноста во општина Валандово. Потоа би сакала да прашам, бидејќи нели имаше јавно објавено за да се даваат предлози и идеи во нацрт буџетот од граѓаните, колку од нив што се произлезени, се влезени, би сакале да знаеме кои се тие. Потоа би сакала да кажам и друго, значи никој тука не шири популизам, тука и затоа и на почетокот реков дека сите ние на страна треба да ги оставиме нашите лични афинитети и интереси, баш во иста насока како и вас реков дека овде сме за да служиме на народот, тоа го кажав, истото и вие го кажавте, меѓутоа напоменавте дека шириме популизам, не. Значи, доаѓаме овде искрено и сакаме навистина работите кои што биле претходно пракса да се сменат, значи да се работуваме и да работиме. Со самите амандмани може би сме направиле некои привиди, сме направиле грешки, меѓутоа ќе се учиме на нашите грешки и во иднина тие ќе бидат надминети. И мора да напоменам дека самите амандмани ги поднесовме покасно, затоа што и вашиот нацрт буџет каснеше, наместо да биде доставен до средината на ноември, беше доставен на 22.12. и ни беше многу краток временскиот период, па самите ние сакавме малку да се, нели, да бидеме конструктивни, да не даваме многу проекти, туку да се дадат што е можно помалку проекти кои што се навистина од суштинска важност. Не дека и другите населени, други проекти немаат важност, меѓутоа во моментот овие се едни од најбитните и благодариме што кажувате дека се добри и дека ќе се завршат во најскоро време, затоа што мора да градиме општина во која што заеднички ќе работиме и ќе придонесуваме. Ја замолувам Марија ако може да ми каже за локалниот економски развој. Благодарам, колешке. Марија повели за збор. Да, ќе дадам одговор на првото прашање, конкретно на ставката на програмата Г1, локален економски развој. Таму се планираат средства за текуно работење. Една е програма, нели планирани средства се друго. Програмата ја усвоивте за локален економски развој, таму се планираат средства за сопственото учество, значи како кофинансирање во одредени повици и слично. Лани е било планирано заради доша на донаторска сметка, на сметка на донации, се реализирани и приходи и расходи за енергетско ефикасниот објект детска градинка Калинка, ама тоа е на сметка на донации. Во основен буџет, во Г1 програма, според буџетски циркулар, што не стасува нели од Министерство на финансии, се планираат трошоци за тековно работење за учество нели на повици, на дали странски, дали меѓународни, дали национални и домашни, и за тековно работење за одредени проекти од социјална заштита, како што се Центарот за деца со попреченост, значи за нивното тековно работење, за плати на вработените таму, значи таа програма е за средства се планирани таму од основен буџет, значи на ставка на основен буџет. Другиот дел од прашањата ќе ги одговори градоначалник. Благодарам, Марија. Градоначалник. Повели за Само реплика. реплика. Да, повели. Благодарам, председавач. Видете вака советнички тучевска јас, како да ви кажам дека воопшто не верувам на вашите зборови, туку верувам на вашите дела. Бидејќи едно е што вие тука зборувате, кога камерите се уклучени, а друго е што вие правите. На претходната седница дискутиравме и се објаснувавме зошто буџетот на општина Валандово ви беше доставен тогаш. Ви одговаравме дури и на вашите мейлови, за да ви одговориме зошто, поради нарушувањето на буџетскиот календар, едноставно одиме на само една седница и со нацрт и со предлог. Можете да видите, јас би реков, кога беа исклучени камерите, дека и да прашате други општини, вие рековте дека некои прават побрзо, еве консултирајте се дека сите ги прават во оваа недела и не ги правиме со
масовно вклучување на вистина на граѓаните. Јас не треба да ви кажувам на кој граѓанин, бидејќи анонимно се поднесуваат што е влезено во буџетот, бидејќи повторно ви имале некоја расправа која што не е потребна, но еве вашите конкретни амандмани, кои што беа и дел од нив објавени дека ќе ги работиме, че сме спомнале ние самите дека ќе работиме на нив, се прифатени. И навистина работиме максимално конструктивно. Јас пак ќе ви кажам на вас, не заборавајте. Прво сте граѓани, а потоа сте се друго во животот. И затоа воопшто не ми се допаѓа начинот на кој што сега ви бил доставен буџетот на општината касно. Зошто не се вклучивте како граѓани на алатките кои што ги имаше општината, уште тогаш да поднесете амандмани. На секој мејл ви враќавме дека можете да дојдете во општината и заедно да го правиме буџетот. Зошто еднаш не дојдовте? Ова е конструктивност. Јас мислам дека ова не е конструктивност. Тоа конструктивност е кога заедно ќе седнеме и кога заедно ќе работиме и во наш интерес и во интерес на граѓаните на општина Валантово. Така да навистина, еве повеќе не дискутираме, бидејќи сега ми поставивте и прашање после прашањето што беше за Марија, што ќе направиме за да зголемиме, за да намалиме невработеноста, да ја зголемиме вработеноста во Валантово. Пристапот прво ќе го сменуваме и целиот инфраструктурен амбиент кој што постои. Бидејќи Валантово во некои неодамнешни времиња бил пример за развој на големи комбинати, индустрии и се уште имаме истите потенцијали, но времењата се променија и мораме и ние да се прилагодиме на тие времења. Ќе обезбедиме, јас ви гарантирам сите заедно, и ве повикувам и вас да се вклучите, бидејќи тоа не се процеси кои што завршуваат и се прават преку ноќ, да го менуваме инфраструктурниот амбиент, да го менуваме стопанскиот, општествениот контекст и така развојот на општина Валандово ќе го градиме заедно, бидејќи општина Валандово има одличен потенцијал. Но од нас, луѓето кои што, бидејќи многу е лесно ние да се правиме и патриоти или било што, верувам дека има доволна група на млади луѓе кои што се решени да останат во Валандово и да работиме заедно за Валандово. Ние, младите луѓе, можеме да го промениме Валандово. И навистина повикувам на конструктивност и немаме потреба да се напаѓаме. Значи, ние, не знам дали знаете што се случуваше пред 2017 година и како добивавме материјали. Не знам дали знаете дека пред 2017 година голем дел од седниците на Советот на општина Валандово не допираа до јавноста. Доаѓавме тука, се дискутиравме меѓу нас и само ние знаевме што се дискутираше на Советот на општина Валандово. Така да ајде заедно да ги менуваме работите, бидејќи таа транспарентност, таа соработка која што сме успеале да ја градиме во овие 4 години, ќе ви биде и на вас потребна. Замислете сега седницата на Совет на општина Валандово да не се пренесуваше. Кој ќе ги слушнеше вашите амандмани? Така да не е фер и затоа ве повикувам на заеднички пристап и заеднички развој на општина Валандово. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали имате контрреплика? Не? Ќе искористам јас со можноста да реплицирам во врска со амандманите, пошто преги рековте дека е процедурално, иако градоначалникот образложи за дел од амандманите, да кажем како член на Комисијата за финансирање, зошто не беа освоени, беше и таму образложено дека амандманите се содржат во самите програми, каде што се предвидени одредени средства, а дел од овие програми ќе ги гласаме после Нова година, односно по пракса ги гласаме јануари или почетокот на февруари, така да, бидејќи градоначалникот најави истите и ќе бидат усвоени, ќе бидат влезени во програмите, така да бидат реализирани, а во однос на амандманот за спортската сала Филип II, и таму беше образложено дека ова програма се однесува конкретно на училиштето, каде што Советот не може да менува и да одлучува, туку треба да имаме барање од нив за пренамена на овие средства, за да може да ги пренамениме за инвестиција во самата спортска сала, која е во собственост на основното општинско училиште Јосип Броз Тито.
затоа истите беа одбиени, но со намера и со укажување дека ќе бидат разгледани во самите програми за да можеме таму да ги усвоиме и дел од нив да се реализираат во 2022 година. Дали има некој друг за збор, односно првата точка? Бидејќи никој друг не се јави за збор, првата точка од дневниот ред ја ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Дали има воздржани? Нема. Констатирам дека со 8 гласови за, 6 против, нема воздржани, е усвоен предлог буџетот на општина Валандово за 2022 година. Преминуваме на втората точка од дневниот ред. Предлог план на програми за развој. Марија, дали ќе образложиш за градоначалник вие повели? Не, само накратко јас да искористам можност за збор, ама ќе се вратам на првата точка. Мене ми е многу драго и честитам на граѓаните на општина Валандово што беше изгласан буџетот на општина Валандово за 2022 година и навистина ми е жал што еве на самата точка се покажа дека советничката група на ВМРО-ДПМН, тоа што го зборевме претходно, се однесува популистички и само политикански, поради тоа што и покрај несоодветните амандмани, речиси сите тука ги дискутиравме и ги прифативме и рековме дека ќе ги реализираме во тековната година со прифаќање на нивните барања кои што не беа адекватно поднесени, тие не собраа храброст да работат во интерес на граѓаните и да гласаат за буџетот, туку гласаа против. Така да ние можеме тука да си седиме до бесконечност, да се напаѓаме едни со други, но никогаш нема да си го дозволам тоа ниво и ќе бидам максимално конструктивен. И во овој момент само ќе им честитам на советниците и на граѓаните на општина Валандово и ќе направиме се за следната 2022 година да биде година во која што сите заедно ќе се гордееме и ќе го развиваме Валандово. Но да не заборавиме дека советничката група на ВМРО-ДПМН е против тоа. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Во врска со планот за програмата за развој, накратко само Марија каже за да знаат граѓаните за што се работи повели. Во врска со програмата за програмата за развој за 2022 година е програма што е составен дел на буџетот како од развојниот дел. Е во износ од 2.850.000 денари. Таа е наменета за улици и патишта. Значи тој износ ќе се искористи исклучиво за улици и патишта и е минимум износ што мора да се искористи за изградба или реконструкција на улици и патишта на територија на општината. Благодарам. Благодарам, Марија. Отварам расправа. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не побара збор, втората точка од дневниот ред е ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласана предлог план на програма за развој. Преминуваме на третата точка од дневниот ред. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Валандово за 2022 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Дали има воздржани? Нема. Констатирам дека со 8 гласови за, 6 против, нема воздржани е изгласана предлог одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2022 година. Преминуваме на четвртата точка од дневниот ред. Предлог буџетски календар за 2022 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, четвртата точка е ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Дали има воздржани? Нема. Констатирам дека со 8 гласови за, 6 против, нема воздржани е изгласан предлог буџетскиот календар за 2022 година. Преминуваме на петата точка од дневниот ред.
Предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2022 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Повели колешке. Иако цело време ги одлучуваме за предлозите во интерес на граѓаните, меѓутоа групата од ВМРО им се наливче напишани кој да гласа за, кој против. Така да мислам, това не е во интерес на граѓаните. Благодарам колешке. Дали некој друг бара збор? Колешката Јулија, повели. Колешке, многу интересно. Инаку, на вас нема потреба за да ви кажат дали ќе биде против или за, или на нас никој не ни кажува, ние сами едноставно се искоординираме. Многу е битно да се знае самата јавност дека се што е за поднесено и кажано од ВМРО е против. Вие нормално дека ќе се ги браните вашите интереси и секој пат гласате за. Ние ги браниме интересите на граѓаните. Да, точно. Без Не влегуваме во... Благодарам колешке. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, петата точка од дневниот ред ја ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, и изгласана предлог одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2022 година. Шеста точка од дневниот ред. Овде ќе направиме кратка пауза од 10 минути. Почитувани граѓани, продолжуваме по паузата. Шеста точка од дневниот ред, финансиски план на детска градинка Калинка Валандов за 2022 година. Овде е присутна директорката, повели директорке. Добар ден на сите присутни. Јас сум овде да го презентирам финансовиот план на детската градинка Калинка. Ние располагаме со две сметки. Едната сметка е за дотациите, кои што во 2022 година располага со износ од 15.635.000, кои се распоредени на контата за плати и на трансфери при пенсионирање. Другата сметка е самофинансирачката сметка, која се прави врз основа на приходите од децата и на приходите од услугите за Народната куња. За 2022 година планираме 6.089.000 денари, кои се распоредени на неколку основни конта. Дали има потреба да ги читам сите конта поединично колку им се? Тоа е тоа. Благодарам директорке. Отварам расправа по шестата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Повели колешке. Добар ден. Вака сакам сега да кажам директорката. Дали детска градинка Валандово имат испланирано доволно средства за договорни услуги? Бидејќи имаме информација дека вработените на договор на дело за октомвриска и ноемвриска плата имаат земано 6.000 денари. Значи, овој Момент, план е момент. Комент. Толку? Повели директорке. Овој план е за 2022 година, така да има испланирано доволно средства. И веќе имаат за текомната 21 година исплатени за декември. Надомни за договорно дело. Благодарам, Марио. Повели колешке. Ако може да го каже директорката износот, колку е на платата за ноември и октомври? Мислам дека бевте присутни на претходните седмици кога се правеше прераспределба на буџетските средства и знаете колку точно има плати исплатено. Благодарам директорке. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, шестата точка од дневниот ред е ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против?
Кој е воздржан? Благодарам. Констатирам дека со 8 гласови за, нема против, 6 воздржани и изгласан финансискиот план на детска градинка Калинка Валандов за 2022 година. Директорке, ви благодарам за присуството. Преминуваме на седмата точка од дневниот ред, предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Валандов за 2022 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, седмата точка од дневниот ред ја ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Валандов за 2022 година. Преминуваме на 8-та точка од дневниот ред, предлог програма за урбанистичко планирање на општина Валандов за 2022 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата е ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог програмата за урбанистичко планирање на општина Валандов за 2022 година. Преминуваме на 9-та точка од дневниот ред. Предлог програма за поставување на урбана опрема во општина Валандово. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата е ставам на усвојување. Ви молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог програмата за поставување на урбана опрема во општина Валандово. Преминуваме на 10-та точка од дневниот ред. Предлог деловник за работа на партиципативното тело за урбанистичко планирање. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 10-та точка е ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласан предлог деловникот за работа на партиципативното тело за урбанистичко планирање. Преминуваме на 11-та точка од дневниот ред, квартален финансиски извештај за работата на јавното предпријатие Комунален сервис Валандов за период 1.1.2021 до 30.6.2021 година и за период 1.1.2021 година до 30.9.2021 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Повели колега? Со оглед на тоа што директорката е ново поставена на функцијата, за оваа програма во изминатиот период истата не била на функција и мислам дека е малце некоректно и према неа да бараме извештај за нешто што некој друг го сработил. Но, ајде поред пак да слушнеме што има да каже. Пак ме интересира истото што беше исто како и кај детска градинка Калинка, околу договорните вработувања во комуналниот сервис Валандово, колку би имало средства за исплаќање во наредниот период. Со оглед на тоа што во комисијата што имавме произнесување од службите од комунален сервис, дека работи со загуби комуналниот сервис. Благодарам. Нека продолжи. Благодарам колега, само јас накратко би сакал да реплицирам. Значи тие беа квартални извештаи, значи вториот квартал до 36 е со одредена загуба, кое што е околу 446.000, додека со 39 има добив од 696.000, значи тоа е тековно работење, најверојатно во тој квартал се зголемени некои трошоци за
сервисирање за настанати аварии и слично, затоа во тој квартал бележи някаква загуба, иако нели не е ни правилно тоа така да се води, но на крај со завршната сметка која ќе ја разгледуваме, ќе гледаме точно финансиската состојба каква е на комунален сервис. Повели директор, ќе се јавите за збор да одговорите на прашањето. Здраво на сите, почитувам председавач, почитувани советници, посакувам успешна работа на сите. Мала корекција. Се извинувам од името на Живко, неговодител беше со мене на комисија. Во кварталниот извештај 39 има направено ненамерна грешка, значи се сменети позициите. Кварталниот извештај 39 е пак загуба 696, а не е добивка како што беше испечатана првичното. Значи луѓе сме, се случуваат грешки од негова страна, примерите извинување, а во врска со забелешката на колегата советник, значи во иден период, иако сум ново назначена од 1 декември, може слободно да се обратите на мејл адресата на комунален сервис и ќе ви одговориме на сите поставени прашања. Значи стоиме отчетно, транспарентно за се што ве интересира. Благодарам. Благодарам директорке. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, кварталните финансиски извештаи ги ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Дали има воздржани? Нема. Констатирам дека со 8 гласови за, 6 против, нема воздржани, се изгласани кварталните финансиски извештаи за работата на јавното предпријатие за втор и трет квартал. Преминуваме на следната точка, 12-та, предлог програма за работа и развој на јавното предпријатие Комунален сервис во Ландово за 2022 година. И дадам збор на директорката, доколку сака да ја образложи програмата. Повели директорке. Фала многу. Затоа што веќе еднаш поминавме на комисија и јас би се осврнала на трите столба на јавното комунално предпријатие, значи водоснабдувањето, канализацијата и собирањето на сметки. Еден посебно важен осврт по трите точки, се со цел да не губиме премногу време, а после стојам на располагање за сите прашања. Значи водоснабдувањето, како што кажав, најважни, бидејќи зборуваме за развојна програма, најважни насоки кои ќе бидат во 2022 ќе биде санирање на проблематичните делови од водоводната мрежа, кај што најчесто ли се појавуваат дефици, проблеми, значи нивна санација, детектирање на нелегалните приклучоци, исто така, кај што имаме големи загуби на вода. Ќе се трудиме да ги детектираме сите нелегални приклучоци со цел тоа во тек на 2022 да не ни биде на терет. Трета точка што е многу важна за 2022 е поврзување на водоснабдителниот систем со новиот резервоар во село Калково. Тоа ќе биде реализирано во тек на 2022 и последна, но не помалку битна точка, воведување на автоматизирана работа на пумпите. Со што би се заштедило додатно и време и енергија. Во оваа точка, кај водоснабдувањето, сакам да напомнам дека во тек на 2022 ќе се изврши ископ на нов артериски бунар со цел да се подобри водоснабдувањето во село Брајковци, во насока да ги задоволиме потребите на граѓаните. Следно, што би сакала да одвојам од оваа точка, е тоа дека редовно, седмично, се прават редовни контроли на самата вода за пиење. Ги врши реномирана, акредитирана компанија, која што ни дава резултати за водата која што ја пиеме, бактериолошки, епидемиолошки и секаков друг начин. Значи, во Ландово има квалитетна и проверена вода за пиење. Вториот столб, како што јас ги нареков трите столба, канализација. Со канализационната мрежа се опатени сите населени места, град Валандово, Пирава, Јосифово, Удово,
и Марвинци. Во тек изградба на канализациона мрежа во село Раброво, кое што по кажување на изведувачите би требало до крај на февруари да биде готова и со тоа домаќинството ќе пристапат кон приклучување, ќе се реши повеќе деценијски проблем во село Раброво. Друго што би сакала кај оваа точка да кажам, освен населените места што ги спомнам, што се опфатени со канализациона мрежа, за сите други што не се, стоиме на располагање како јавно предпријатие, со тоа што имаме цистерна за чистење на јами со 6 метри кубни зафатнина и е ставено на располагање на сите граѓани од цела општина кои што имаат се уште септички јами. Третата точка, собирањето на смет. Сакам сите да знаете дека се врши собирањето на смет 6 дена во неделата. Се врши со помош на механизација од 2 камиони, 2 трактори и еден нов дополнителен трактор, така што ни е опфатена цела територија на општина Валандово со собирањето на смет. Посебно сме горди на тоа што во Бојмискиот регион секој домаќинство доби корпи за смет, благодарение на општина Валандово. Секој домаќинство си доби пластична канта за смет. Исто така, на почеток на 2022 очекуваме грантот исто преку општина Валандово да се реализира, со што ќе се изврши набавка на садови за собирање на отпад во местата каде што тоа сега не се врши, тоа се Кочули, Башибос, Собри и Казани, и Калко. Значи ќе се покрие и тој дел, што е многу битно. Исто така, посебно што би сакала да напомнам, една четврта точка која што јас ја зацртав во програмата за 2022 е тоа да јавното комунално предпријатие ќе стане отчетно, транспарентно јавно предпријатие кое ќе биде во функција на сите граѓани и со цел да ги задоволи нивните потреби. Посебно сакам да истакнам дека веб страната на предпријатието стои на располагање и во 2022 планираме некои усовршувања од типот на онлайн плаќање на сметки, што ќе биде еден дополнително улеснителен чекор за сите граѓани, да не мора физички да доаѓаат во јавното комунално предпријатие да се плаќаат сметки, онлайн пријава на дефеци, што исто така добра, макар што и сега во овој период сме лесно достапни преку телефонските јавувања на граѓаните, постапуваме по нивни барања и желби. Значи, тоа е во еден контекст на еден убав развој, едно развојно ориентирано јавно предпријатие, за тоа што сите сме заедно членови на оваа наша општина и мора заедно да придонесеме. Може јавното комунално предпријатие да ги стави сите ресурси во полза на граѓаните, меѓутоа ако личната свест не ни работи, ако се фрла ѓубре и смет насекаде и неконтролирано, тоа ќе биде дополнително отежнато. Еден друг факт на кој што сум посебно среќна и задоволна и сакам да го споделам со вас е тоа што јавното комунално предпријатие нема затекнати и неисплатени плати, значи во моментот се исплатени сите плати на сите вработени, редовно вработени, со договор на дело и други. Во еден период стојам на располагање, значи за секакви сугестии, пак ќе кажам уште еднаш, на оваа функција сум од 1.12 на располагање на сите граѓани преку сите канали да служиме убаво и отчетно на граѓаните и кај што ќе има потреба ќе делуваме без разлика на планот неделен или дневен што е направен за собирање на смет и други работи, стоиме на располагање на секој поединец кој ќе се обрати во јавното комунално предпријатие да му се излезе во пресред на секој барање. Фала ви многу, ако има некои други прашања, поведите. Благодарам директорке. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор,
Предлог програмата е ставам на усвојување. Ви молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема. Воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 8 гласови за, нема против, 6 воздржани и изгласана предлог програмата за работа и развој на јавното предпријатие Комунален сервис Валандов за 2022 година. Директорке, ви благодарам за присуството. Преминуваме на 13-та точка од дневниот ред. Предлог програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Валандов за 2022 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Овели колега. Добар ден на сите присутни. Сакам да додадам во предлог програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на општина подрачјето на општина Валандов 2022 година. Би предложил да се направи проект по можност и изградба на осветлување на патниот правец Удово-Јосифово. Приведејќи во последните години има доста сообраќајни несреќи кои додаваат смртни случаи и тоа сигурно се 5-6 и повеќе. Бидејќи оваа делница е од меѓународен карактер, патниот правец Удово-Јосифово, а по него се движат и машини, земјоделски машини, трактори, па се движат и пешаци, пошто сме многу близко населените места, млади луѓе пешачат по тој дел, а е неосветлен. Со осветлувањето на овој дел, светам дека ќе се намалат сообраќајните несреќи. Тоа е за тој дел, а би сакал да е градоначалникот тука, а пошто не е тука, јас ќе произнесам нешто во врска со крстосницата Удово Валандово Гевгелија, уствари Удово Гевгелија Валандово Миравци. Прибедејќи осветлувањето на таа крстосница припаѓа под Македонија пат, ние немаме надлежност, али таа крстосница 3 месеци не е осветлена. А тој дел е најнискиот дел, најниска точка. Значи, ни месечина го фаќа, ни светло го фаќа. Мислам дека треба да преземеме нешто, дали да се преземе плаќањето на, пошто е изградено осветлувањето таму, само не е во функција. Дали општината да ја преземе плаќањето на електричната енергија, да не се случи некоја сообраќајна несреќа, бидејќи ги поврзуваат двете мали на селото, долна мала и горна мала. А исто и тука се движат градежни машини, земјоделски машини, откупните пунктови се на тој дел, закаснуваат трактори се движат по тој дел и служи исто како рекреација на луѓето, пешачат по тој дел до бензинска пумпа на Мак-Петро. Па затоа би сакал да го кажам на градоначалникот или кој може да издействува тоа да биде осветлено. Посебно сега за новогодишните празници може да се деси некоја катастрофа. Толку. Благодарам, колега. Значи, забелешките ви се на место, сигурно ќе бидат пренесени да се изнајде начин да се решат тие проблеми, за да не дојде нели до некој несреќен случај. Би сакал да дадам збор и на Григорија, кој што е овде присутен, кој што е повеќе запознаен, така да образложи. Повели Григорија, потоа ќе отворим и друга дискусија. Благодарам, председателя. Почитувани советници, почитувани граѓани. Пред да преминам во образложение на програмата за изградба на јавното осветлување, сакам да кажам неколку зборови што сметам дека вие како советници треба да ги знаете, а исто така и јавноста,
поради тоа што изменатиот советнички состав, овде имаше долги расправи во делот на јавното осветлување, можните придобивки, но поради смена на самите советници не беа во можност да ги слушнат и да дискутираат за резултатите од страна на имплементацијата на проектот за јавното осветлување. Би сакал да знаете дека во текот на 2019 година Општина Валандово го донесе акциониот план за одржив енергетски развој и климатски промени СЕКА во септември месец 2019 година, во кој што план, стратешки план со времетрајање од 10 години беше потврдено дека еден од најголемите потрошувачи на електрична енергија на територијата на Општина Валандово представува јавното осветлување. Тука се трошат најголеми количини на енергија. Поради тоа, Општината веднаш започна со изработка на физибилити студија и докажување за тоа кој е наједноставен начин за реализација на самиот проект и решавање на овој проблем. Може би околу година и пол овде советниците дискутираа за тоа и ми представува задоволство што тогаш Советот го поддржа проектот за замена на јавното осветлување и сме едни од ретките општини во државата кои што во вистински момент го направија тоа. Се наоѓаме во период на глобална енергетска криза, каде што општините и државите трошат огромни средства за снабдување со електрична енергија, а факт е тоа дека од наредната година зголемувањето ќе продолжи и тука и насекаде во светот. Но, пак ќе кажам, дека ние во вистински момент го направивме овој чекор и како општина бележиме позитивни резултати, односно имаме големи заштеди на електрична енергија. Би сакал тука и да ги споделам неколку цифри за вие како советници да ги знаете. Така да во периодот, пример 2020 година, цената на киловат час електрична енергија се движела отприлика околу 2,7 денари до максимална сума од 4,52 денари во месец декември, додека истата сума на електрична енергија продолжува да расте и наредната година, така да Општина Валандово плаќа струја некаде отприлика околу 7,03 денари за киловат час во 2021, што е за разлика од 2020 скоро дупло покачување на електричната енергија. Но и поради дупло покачувањето на електричната енергија, ние имаме намалување на сметките на електрична струја. Проектот почна да се имплементира за електрично осветлување во март 2021 година и веднаш имаме позитивни резултати на сметката. Така, во месец март имаме 42.382 денари позитива или намалување на сметките, во април 26.137, во мај 42.598, во јуни 67.472, во јули веќе почнува драстично да се зголемува добивката за општина Валандово или некаде 104,364, во август 107, во септември 204. Како за илустрација, во септември месец 2020 година сме платиле сметка од 408.684 денари, додека за истиот месец наредната година со новото осветлување сме платиле сметка од 204.451 денар. Кога ќе се види дека имаме дупло зголемување на електричната енергија, доколку не како општина сме го направиле тој чекор за замена на светилките, пример за месец август или септември би платиле сметка од некаде 800-900 денари, а сега плаќаме сметки од некаде 204-205 денари. Исто така сакам да напоменам дека благодарејќи на овој проект се замени комплетно осветлувањето на плоштадот во Валандово, поради тоа што тој беше еден од клучните, да кажем, проекти кои што се беше во секоја година ставен во програмите за изградба и одржување на јавното осветлување и тој проблем не беше само со замена на светилките, туку комплетно замена на
Инсталацијата која што беше проблем од 2002 година се привлекуваше на општина Валандово. Со овој проект е комплетно решен ова, поради тоа што станува за голема количина пари, без при тоа да општина Валандово одвои средства од самиот буџет. Што се однесува до програмата за изградба на јавното осветлување за 2022 година, можем да кажем дека за истата се одвоена сума од 7.942.000 денари и можете да видите дека сметките за струја или предвидената тековна потрошувачка на електрична енергија е намалена за половина. Доколку тоа не било направено сега, наместо да говоруваме за капитални проекти и претходно дискутиравте за буџетот на општина Валандово, наместо парите да ги делиме на капитални проекти, ние ќе требаше да ги одвојуваме за електрична енергија. За жал, поради тоа што знаеме каква е ситуацијата насекаде во светот. Во делот на поставувањето на светилките станува збор за проширување на мрежата скоро во секое населено место, со тоа што е ставена една комплетно нова линија, тоа е улицата Вардарска во Удово, која што после реконструкцијата се уште таму нема поставено улично осветлување. Морам да напоменам дека за реализацијата на оваа програма општина Валандово во делот на набавка нема да издвои средства за набавка на светилки, поради тоа што од страна на ЕСКО компанијата која што изврши замена се набавени веќе доволна количина на светилки за да можеме да ја реализирам и програмата за наредна година. Значи веќе ги има самата општина светилките на залика. Ќе одговорам тука и на прашањето на советникот. Веќе јавното предпријатие за државни патишта е информирано за крстосницата во село Удово. Тоа не се случува само кај нас, тоа е на повеќе места во долж тој пат и тоа е направено поради тоа што истиот патен правец порано беше главна магистрала, сега таа со преместувањето од тој коридор е смената во новиот автобат и истиот нема како главен магистрален пат, е намален на регионален пат, значи спуштена е категоризацијата на пат, поради тоа е исклучено, но иако државни патишта не го вклучат осветлувањето, општина Валандово ќе монтира своји светилки таму и ќе го поврзи самото осветлување на својата мрежа на улично осветлување. Доколку имате било кое прашање, стојам на располагање. Уште еднаш благодарност до претходниот советнички состав, кој што во прав момент мислам дека ја донесе одлуката за промена и со тоа да ние денеска наместо да дискутираме за сума за електрична енергија, дискутираме за имплементација на проект. Ви благодарам. Благодарам, Григорие. Повели колега за реплика. Тоа ке е многу тешко. Ако има општина Валандово преземено активности околу ова, 3 месеци нема улично осветление на таа раскрсница. Може и повеќе, јас се земам за право да кажам 3 месеци. Значи, кето е многу тешко, тежок одговор. Кој ќе се случи некоја сообраќајна несреќа со животни последици, со смрт, кој ќе одговара? Е тогаш кето ќе биде големо. Значи, треба подхитно да се преземат. Кој се добриле сознание дека веќе тој пат е пренамен со друга содржина, не е меѓународен, требало да преземете мерки да исто осветлување се пренамени во општинскиот дел. Светилки ќе постојат, само прашање кој ќе го плати. Пари, ево ги 400.000 денари за украсување, миналата година нема Валандово украсување. Оваа година исто така. Ево ги парите, што може да се пренаменат за тоа. И да се бие тој дел уклучен. Сега за новогодишните празници, деца од оваа населба, од другата населба, ќе минат таму. Таму повеќе возила минат него на автопатот. Ако е пренамен режимот на патот. Сите возила за Бугарија, за Грција, преку Дојна, на таа крстосница одат. Ве молам да преземите мерки подхитно, значи, колку е можно подхитно. Толку.
Благодарам, колега. Еве, јас уште еднаш ќе одговорам дека ќе се преземат итни мерки за да се реши тоа. Секако, значи, вашата констатација е на место. Повеќе сакам да се осврнам на ова што го говореше колега Григорија. Значи, тоа беше еден проект кој што го помина минатиот совет и сега се покажа како одлична одлука и покрај тоа што некои колеги советници навистина беа скептични и гласаа против овие одлуки, сега гледаме дека во оваа енергетска криза кога расте електричната енергија, наместо да имаме повисоки трошоци, ние дури сме ги намалиле трошоците за електрична енергија и тоа ни дава за право дури да ги зголемуваме капацитетите, односно да се проширува мрежата со покриеност во повеќето населени места, пошто тогаш не имаше и Facebook статуси дека намерно сијалиците светеле и до покасно за да се зголеми електричната енергија, за да се помешат сметките, нешто што беше чиста глупост. Така да сега ова е реалност, ова е факт, значи од месец март до месец ноември имаме некаде околу 950.000 денари заштеда на електрична енергија, тоа не е мала сума, така да, како што и рече Григорија, благодарност до сите колеги советници од претходниот состав кои што навистина ја поддржа оваа иницијатива, која се покажа како добра инвестиција. Дали има некој друг колега кој што сака да дискутира по однос на оваа точка? Бидејќи никој друг не се јави за збор, 13-та точка од дневниот ред е ставам на усвојување. Ви молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема. Воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 8 гласови за, нема против, 6 воздржани е изгласана предлог програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Валандово за 2022 година. Преминуваме на 14-та точка од дневниот ред, предлог програма за работа на ТПП Валандово за 2022 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Само би сакал да се надобрзам, значи командирот на ТПП беше на комисијата и ја образложи програмата. Уште еднаш огромна благодарност од Советот на општина Валандово и од општина Валандово до оваа институција, од овие луѓе кои што навистина успешно се справија со пожарите, со помош секако на Министерство за земјоделство и шумарство, подрачна единица Саланџак и на Дирекцијата за заштита и спасување, ја беа нашите херои оваа година. Поддршката кон нив треба да биде огромна, затоа што тие се тука секој пат кога треба, кога е најтешко. Доколку нема друг за збор, би сакал да ја ставам веднаш на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 8 гласови за, нема против, 6 воздржани е изгласана предлог програмата за работа на ТПП Валандово за 2022 година. Преминуваме на 15-та точка од дневниот ред, предлог програма за млади на општина Валандово за 2022 година. Имаме представник од општина Валандово, Владко, кој што ќе даде образложение. Повели, Владко. Добар ден на сите. Во материјалите имате програмата за млади на општина Валандово за 2022 година. Претходната седница се гласеше програма за спорт и млади, но генерално таа беше за спорт. Сега оваа програма е предлог од локалниот младински совет, кој неодамна се формираше во општината. Тематските области кои се опфатени во оваа програма се младинско учество, младинско информирање, образование, вработување, култура и спорт. И овие тематски области се земени од Националната стратегија за млади, бидејќи во нашата општина се уште немаме изгласена стратегија за млади, така да зедовме пример од таму. Секоја тематска област е објаснато со нејзините цели. Активностите кои ќе се организираат и преземаат во текот на следната година се обидуваме да бидат по-конкретно испишени и образложени со предлог предвиден буџет за секоја тематска област, кој ќе
Во оваа програма фокусот ќе се насочи кон културата и спортот генерално во општината. Важно е да се напомене овде дека со законот за младинско учество и младински политики предвидено е буџетот најмалку 0,1% од буџетот на општина Валандово да се издвои. Оваа програма предвидува највисок процент на средства во државата од 0,7% и се надевам дека сите советници ќе се сложите дека инвестициите во младите не треба да се штедат, напротив треба да се дава што е можно повеќе. Ова е прва предлог програма за млади, само за млади до сега, така да во името на младите ќе повикувам едногласно да е донесена оваа програма, бидејќи прва и се надевам дека успешна ќе биде. Благодарам. Благодарам, Владко. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не се јави за збор, предлог програмата ја ставам на усвојување, ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема. Воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 8 гласови за, нема против, 6 воздржани и изгласана предлог програмата за млади на општина Валандово за 2022 година. Преминуваме на 16-та точка од дневниот ред, предлог програма за работа на Советот на општина Валандово за 2022 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата е ставам на усвојување, ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани е изгласана предлог програмата за работа на Советот на општина Валандово за 2022 година. Преминуваме на 17-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за прифаќање на донација од државна видеолотарија Австрија Казинос до Скопје. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на усвојување, ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Против нема, воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласана предлог одлуката за прифаќање на донација од државната видеолотарија Австрија Казино до Скопје. Преминуваме на 18-та точка од дневниот ред, предлог одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив и фирма и назначување на ликвидатор на јавното предпријатие Астра Луна Струмица. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Повели колешке. Дали требаше да дојде за образложение за оваа точка? Од претходната комисија. Значи, доколку имате прашање, поставете ги овде и Глигори или јас ќе ги одговорим. Повели, ќе поставите прашање? Колешка не? Добро. Дали има некој друг за збор? Колегата Тоше, повели. Со оглед на тоа што фирмата се става во ликвидација, на кој начин би се решило справувањето со кучињата скитници на ниво на општина Валандово? Сега во овој период ќе нема кој да оперира. Благодарам, колега. Одговор ќе добиете од Григорија. Повели Григорија. Благодарам, председателя. Значи не станува збор дека нема кој да оперира. Општина Валандово секоја година распишува јавна набавка за ловување и третман на кучиња скитници. Значи се наоѓа приватна компанија која што го врши тоа. И така е досега на територијата на сите 10 општини во југоисточниот плански регион. Поранешните градоначалници на 10 општини, поранешниот совет на градоначалници ги донесат тогаш проектот за изградба на 2 стационара за кучиња скитници
кои што требаше да ја вршат истото улога со тоа што самите општини ќе се организуваат со тоа. Но поради промената на градоначалниците во повеќето општини, тие не се сложија со изградбата на такво стационарно куќиња и нивна беше одлуката за публикување од јавното предпријатие на ново избраните градоначалници и поради тоа што станува збор за колективна одлука на сите општини и во сите совети, станува збор и општина Валандово мора да се облече од стационарот за куќиња. Значи, уште еднаш да наповедам, значи не е тоа дека нема, преку јавна набавка оди тоа и приватни компании ги заловуваат куќињата скетници на територијата на општина Валандово. Благодарам, Григорија. За да биде појасно, ќе се обидам и јас да дадам едно предложение што го дадовме на комисијата. Значи, тоа беше предпријатие кој што беше формирано со одлуки на советите на 10 општини. Проект добиен преку Југоисточен плански регион. Требаше да се гради стационар на подрачјето на општините Валандово, Дојран, Богданци и Гевгелија. Тој стационар не успеавме да го изградиме и сега, како што рече Григорија, со ново настанатата ситуација, одредени градоначалници се повлекоа, не сакаат да учествуваат во тоа и поради тоа предпријатието кој што требаше заедно да функционира, оди во ликвидација. Стационарот во Струмица е веќе изграден, тој си функционира преку општина Струмица, а како што рече Григорија, ние користиме приватни фирми кои што со јавна набавка по наши известување ја вршат таа функција која што требаше да ја врши овој стационар. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката ја ставам на усвојување, ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма и назначување на ликвидатор на јавното предпријатие Астра Луна Струмица. Преминуваме на последната 19-та точка од дневниот ред, предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на општина Валандово. Значи, со ова одлука за божитните празници 6, 7 и 8 први 2022 година се продолжува работното време за уште 2 часа. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на усвојување, ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Нема против, нема воздржани. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласана предлог одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на општина Струмица. Со ова целосно е изцрпено. Општина Валандово се извинува. Со ова целосно е исцрпен усвоениот дневен ред. Овде ја затварам 6-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На вам, почитувани граѓани, во името на Советот на општина Валандово би сакал да ја честитам новата година, да ви посакам многу здравје, среќа и љубов, да бидеме многу миролюбиви, да се дружиме, да бидеме посрекни. Исто така на православните христијани да им го честитам Божик, на католиците веќе поминат, нека им ја честити знамје, така да со здравје и љубов да ја дочекаме новата година и да биде многу поуспешна, поберикетна, за разлика од минатите со кои што имавме проблеми со ковид пандемијата. Ви благодарам.